Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес е македонскиот празник Свети Климент Охридски, почитувани слушатели, што во Охрид го викаме и Стар Свети Климент, а утре пак е Свети Ѓорги. Честити нека бидат имињата на сите кои го носат името на овие светци, а и кои го слават, а посебно честито именден на мојот многу драг пријател Ѓорџ Стрезов. Во вечерашната наша емисија во вестите ќе дадеме дел од чествувањето во Скопје и Охрид по повод денешниот ден. Ќе продолжиме со македонската митологија, а ќе дадеме и историски документации под рубриката Верували или не, односно едно ваше подсетување. За да и оваа недела пак се представиме со мој коментар на неделата. Најпрво да одиме со песна на гостинот кој ќе ве забавува за новогодишната ноќ во големата сала на црквата Свети Климент Охридски Зоран Ванев, а вие уште утре јавете се до црковниот телефон во Свети Климент на 416-421-7451 и резервирајте си место, зашто Зоран Ванев знае секого да го развеселим. Па да одиме со неговата песна Ангела. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, зар љубов да помина? Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, зар љубов да помина? Песни да пеам, солзи да леам или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш или ке останам сам. Песни да пеам, солзи да леам или да тагувам.
mi se vratiš, pismo ke pratiš ili ke ostala sam. Angela, Angela, kade li zamina? Angela, Angela, zar ljubov ta pomina? Angela, Angela, kade li zamina? Angela, Angela, zar ljubov ta pomina? Sve što mi reče, kožar me peče, son me mi doanja. Nema da ljubi, srce što gubi, od žalke prepukne znak. Sve što mi reče, kožar me peče, son me mi doanja. Nema da ljubi, srce što gubi, od žalke prepukne znak. Angela, Angela, kade li zamina? Angela, Angela, zar ljubov da pomina? Angela, Angela, kade li zamina? Angela, Angela, zar ljubov da pomina? Организацијата Обединети македонци во Канада со незиниот председател Ристо Дурловски им го честита денешниот значаен македонски празник Свети Климент Охридски, а исто така Божик и новата 2025 година на сите македонци со желба за здравје и напредок во идната година. Истовремено сакаат да ве подсетат дека на 1 февруари 2025 по 52 пат ќе се одржи Гоцевата комитска вечер во големата сала при Македонската православна црква Свети Климент Охридски. За почесен гостин овој пат е поканет Фикрит Сак, македонски деец од Турција. Повелете сите на Гоцевата вечер да го прославиме роденденот на македонскиот национален апостол и родендените на сите знаени и незнаени македонски борци за слобода и да се запознаеме со состојбата на многобројните македонци во Турција. Тоа го апелира до сите вас председателот Ристо Дурловски. Затоа пак за влезници јавете се кај него како председател кај Ристо на телефон 647-678-9360 или кај секретарот Драги Стојковски на 416-823-6520. Доколку пак имате потреба од печатење на бизнис карти или покани за родендени, крштевки и свадби, тука меѓу вас е Ацо Илиевски. Телефонот е 416-358-2605. Но не само тоа. За вашите крштевки, родендени, армаси, свадби и слично, за да атмосферата биде пријатна и весела, оркестерот на Ацо и Смилија ќе допринесат за да имате незаборавена вечер. Телефонот е 416-358-2605. А македонската ракија прочуена на секаде во светот, но фамилијата Петровски пак се погрижија да ја олеснат и таа работа, за да овде отворат фирма меѓу сите нас. Квалитетна ракија, бела или жолта. Послужете ги вашите гости со македонска ракија од фирмата Петровски Спирит, а телефонот е 905-708-3711 и побарајте го Јордан Петровски. Рековме дека митологијата навистина е занимлива приказна за сите нас. Продолжуваме и овој пат со полубоговите или боговите суштества кои секогаш ги има тука, кои стана символи за некои човекови особини во карактерот и слично, што и ден денес се спомнуваат и употребуваат во таа смисла.
Одисеј учествувал во Тројанската војна и го смислил Тројанскиот коњ. По 10 години исцрпувачка војна, Одисеј смислил начин како данајските племиња да влезат во силно утврдената Троја. Данајците се преплавиле, дека се преправале дека се поразени и како знак на примирие им подариле на тројанците огромен дрвен коњ. Но во неговиот шуплив стомак се скриле најхрабрите данајски војници. Ноќта, кога по големата веселба и пијанчење, тројанците заспале, данајците излегле од којнот, ги отвориле портите од градот, ги нападнале неподготвените тројанци и го запалиле и целосно го уништиле градот. Затоа денес изреката Тројански коњ символизира измама. Патешествијата на Одисеј не завршуваат со завршувањето на Тројанската војна. Тој уште 10 години талка, барајќи го својот дом Итака и доживува најразлични случаи. По 20 години отсуство го дочекуваат неговата верна жена Пенелопа и синот Телемах. Инаку она што се зборува дека Троја е некаде кај денешна Турција, ќе биде, како што веќе почнуваат некои научници да докажуваат, дека е некаде Пелагонија приле Битола Мариово. Но тоа времето ќе го донесе. Едип пак е еден од најтрагичните ликови во древнобалканската митологија. Тој бил син на кралот Теба, Лај. Аполон го предупредил Лај дека ќе биде убиен од собствениот син, па тој, за да се заштити себе си кога се родил Едип, наредил да му ги пробудат стапалата со шајка, да го однесат во шумата и таму да го остават. Едип значи натечени стапала, но детето го пронашол некој овчар кој го однел кај својот господар кралот на Коринт. Бидејќи тој со жена му немале деца, одлучиле да го задржат и одгледаат. Кога пораснал Едип отишол во прочиштето Делфи, каде му било кажано дека му е судено да го убие татка си и да се ожени со мајка си. Кога слушнал каква страшна судбина го чека и сакајќи да ја избегне, тој за секогаш го напуштил Коринт. Наместо да побегне од судбината, тој налетал на неа. Не знаејќи дека му е вистински татко, тој го убил. Лај отишол во Теба, ја решил загадката на свингата и ја добил како награда кралицата за жена. Тоа била неговата мајка Јокаста. Тие имале 4 деца: Етиокле, Полинеик, Антигона и Исмена. Подоцна, кога ја откриле вистината, Јокаста се обесила, а Едип си ги извадил очите со игли. Слеп и осакатен отишол во прогонство. Еве и митот за златното јаболко. На свадбата на Пелеј, крал на Мирмидонците и татко на Ахил и Тетида, морската божица, божицата Ерида на кавгата фрлила златно јаболко со надпис за најубавата пред Зевс, кој требал да избере меѓу Хера, односно Вера, Атина и Афродита. Тој, не сакајќи да се замерува и да направи раздор, решил обврската да ја префрли на Парис, кој тогаш живеел на планината Ида и не знаел дека е син на тројанскиот крал Пријам. Неговиот татко, кога се родил Парис, по сугестија на пророците, наредил да се убие бебето. Пророците рекле дека Парис ќе биде причина за уривањето на Троја. Но мајка му го подплатила убиецот, па така Парис останал жив, пасел овци и не знаел дека е принц. Значи Зевс, богот на боговите, го избрал него да одлучи која од трите божици е најубава. Богот Хермес, гласникот на Зевс, и трите божици дошле ке Парис, носејќи го златното јаболко. Парис се зачудил како може еден прост овчар да одлучува за божествената убавина и решил да го подели јаболкото на 3 дела. Но Хермес му ги прочитал мислите и му рекол дека мора да се одлучи за една. Тогаш секој од божиците му понудила по нешто. Хера, дека ќе го направи господар на Азија и најбогатиот човек на светот. Атина, дека ќе го направи победник во сите битки, најубав и најпаметен човек на светот, а Афродита му ја понудила Елена, најубавата жена на светот, која тогаш му била жена на Менелај, братот на
Ангеменон, Афродита со помош на нејзиниот син Амор направила Елена смртно да се влюби во Парис и да го напушти својот маж. Парис си го доделил јаболкото на Афродита, а со тоа добил две непријателки кои ветиле дека ќе ја уништа Троја, бидејќи знаеле дека Парис е тројански принц. Афродита го исполнила своето ветување, му ја подарила Елена на Парис, но тоа ќе биде повод за 10-годишната Тројанска војна. Ете, тоа беше друг дел од македонската митологија. А сега еве и со една моја песна од поезијата. За некого сме мал народ, а за други со големо име. Течеме како река, но не протечуваме. Одиме, чекориме кон светлината, зашто таму е нашата иднина и иако со измореност што во трагите од нашите нозе го откриват сето тоа. Но не смееме да застанеме, а уште повеќе не смееме да се повлечиме, нити да коленичиме пред некого. Македонија тоа не го дозволува. Не го дозволува никој од македонските кралеви, цареви, нити пак дозволуваат македонските комити борци. Не делеа и разделија, не кинеа и раскинија и не се предадовме. Нови имиња ни редеа, а ние не сме католици, ние не сме егејци, малопреспанци, пиринци, горанци или торбеши и вардарци. Ние имаме само едно име – македонци. Само така се знаеме и препознаваме, затоа и одиме, чекориме, зборуваме, пееме на македонски и вечно ќе се чувствуваме само македонци. А сега да одиме, почитувани слушатели, со уште една песна на гостино што ќе биде за новогодишната вечер, Зоран Ванев и песната за Македонија. Само ти си љубов наша, друга нема да бараме. Само ова земја мила, никому не ја даваме. Само ти си љубов наша, друга нема да бараме. Само ова земја мила, никому не ја даваме. Кренете глава на високо, играјте оно широко, запејте песна убава. Една е Македонија, кренете глава на високо, играјте оно широко, запејте песна убава. Една е Македонија. Само ти си мајка наша, мила си вековита. Само песни нек се певат
naša Makedonija. Samo ti si majka naša, mila si vekovita. Samo pesni nek se pejat, mila Makedonija. Krenete glava visoko, igrajte ono široko, zaplijte pesna ljubava. Jedna je Makedonija, krenete glava visoko, igrajte ono široko, zaplijte pesna ljubava. Jedna je Makedonija. Krenete glava visoko, igrajte ono široko, zaplijte pesna ljubava. Jedna je Makedonija. Krenete glava visoko, igrajte ono široko, zaplijte pesna ljubava. Jedna je Makedonija, zaplijte pesna ljubava. Jedna je Makedonija. Го слушнавте гласот на солистот Зоран Ванев и песната за Македонија, кој ќе ја збогати новогодишната вечер во големата сала на црквата Свети Климент Охридски, каде управата на црквата Свети Климент Охридски ве повикува да дојдете на ова новогодишна ноќ. Таму покрај Зоран Ванев ќе бидат музичарите кои ќе го придружуваат Крис Димовски, Ник Стефановски, Лјупчо Тупановски и Душко Петковски. Вечер што ќе се памети, а тоа ќе биде, како што реков, во големата сала на црквата Свети Климент Охридски. Цената е $125, каде е вклучено 5 корсе, мил и кеш бар. За влезни карти јавете се на 647-906-4058. Да повторам, 647-906-4058. Во продолжение да одиме со историските настани, односно рубриката Верувале или не. Во писмото пишувано во Охрид на 25 февруари 1845 година, упатено до рускиот научник Виктор Иванович Григорович, кој во пролетта 1845 година патувал низ Македонија со цел да собира материјали пишани со старото писмо на македонците, Димитрија Миладинов го моли рускиот научник да се застапи пред рускиот цар, да ја присили Грција да ги врати назад во Охрид моштите на Свети Климент, односно черепот однесен во манастирот Свети Јован продром Кајбер, однесени за време и пренесувањето на остатоците на Свети Климент од црквата Свети Пантелеймон во црквата Света Богородица, каде што биле полни 4 века по неговата смрт. Бугарскиот весник Зарја или Зара во 1903 година се спротиставува на големо бугарската политика против Македонија за припојување кон Бугарија. Имено говорејќи за македонското дело и борбата за автономија на Македонија, додека Линденското востание се уште траело, овој напис нагласува дека тоа не е бугарско дело, а македонците се борат за своја држава. Статијата под наслов Македонско движење јасно нагласува дека македонците не се бугари, срби, романци, ниту грци, туку одделна нација со право на своја слободна, засебна, самостојна национална македонска држава. Така првото гледиште според бугарскиот весник е националистичко и него го застапуваат велико бугарите и така наречени врховисти, групата на Иван Цончев и Стојан Михајловски. Натаму исто така се вели, второто гледиште е интернационалното, меѓународното, кое што ја смета Македонија не како бугарска земја, туку како една несреќна и нечовечно измачена од едно недозволено
заробили во робство соседна земја, која што искрено се бори за слобода на Македонија, не за бугарите, туку за македонците. Според тоа второ гледиште во написов кој што се стремни да го покаже македонското дело како небугарско, Македонија ќе биде независна, самоуправна држава или евентуално во идна замислена Балканска федерација под меѓународна заштита. За бугарскиот весник, големо бугарската шовинистичката доктрина и политика е националистичка во тоа време и тој контекст. Објективно, сепак таа доктрина не била националистичка, туку национал-шовинистичка, асимилаторска и завојувачка идеологија. На 26 ноември 1924 година на третиот вонреден конгрес на Социјалистичката партија на Грција учествувал и македонскиот револуционер Трифун Хаџијанев како делегат на Воденската организација. На овој конгрес грчката партија ги прифатила решенијата на Коминтерната за правото на самоопределување, а во таа смисла и за правото на македонскиот народ за создавање сопствена држава. Трифун Хаџијанев е роден во Воден, во егејскиот дел на Македонија, 1893 година. Хаџијанев е еден од основачите на местниот комитет на Комунистичката партија на Грција во Воден. Поради своите заложби за македонците во егејска Македонија, тој бил репресиран од грчките власти. Во 1944 година бил ликвидиран од германските фашисти заедно со уште 200 комунисти во затворот Хајдари близу до Атина во Грција. Македонците од Пиринска Македонија објавија сведоштво од црквата Свети Арангел Михаил во Берово, каде иконописецот во 1897 година се потпишал како македонец, што им ја урива тезата на бугарската пропаганда дека Јосип Броз Тито ја измислил македонската нација. На една од своите икони во манастирот Свети Арангел Михаил во Берово, авторот е потпишан многу јасно: иконописец Гаврил Атан, односно Атанасов, македонец од село Берово, Малеш, односно Малешевија. Во 1897 година, Тито, кој според бугарската пропаганда го создал македонизмот, тогаш Тито само имал 5 години. Тоа е се што треба да се знае за комичната и фалшлива бугарска пропаганда, се наведува во објавата на Омо Илинденпири, точно на Facebook. Ете, тоа беше дел од рубриката Верувале или не, или едно мало подсетување. Инаку партијата на Али Ахмети Дуи со нови провоцирања за законот на јазиците, што од тоа нема да биде ништо, зашто официјалниот јазик во Република Македонија е само македонскиот. Денес пред Уставниот суд албанската партија Дуи постави шатори каде ќе стражарат во знак на протест, а исто така испратија и писмо до Европската унија, Обединетите нации и други некои државни странски институции и слично, со закана доколку не се донесе законот за јазиците, ќе има немири. На тоа премиерот Христијан Мицкоски се обрати пред граѓаните дека такво нешто нема да се случи в среда, кога ќе се зборува за законот на јазиците. Дуи намерно прави етнички тензии, односно омраза меѓу македонците и албанското население во Република Македонија. А ние да одиме со мојот коментар на неделата. Пред една недела, кога албанското население во Република Македонија го празнуваше денот на албанското знаме и група на младинци од албанското малцинство почна да го газат македонското знаме, кинејќи го најпрво и запалувајќи, кои верувам дека министерот за внатрешни работи на Република Македонија Панче Тошковски ќе треба сите тие да ги казни со најмалку 5 години затвор. Што ќе беше ако наши македонци живеат во Република Албанија такво нешто направеа? Немаше да постојат повеќе на овој свет.
Позади овој настан е партијата на Али Ахмети Дуи, потврдија извори во Република Македонија. Исто така за законот за употреба на јазиците што албанските интелектуалци испратија писмо до Уставниот суд, јас не можам да разберам. До кога ќе одиме по гајдата што и тие и секој еден, вклучувајќи ги Грција, Бугарија, па и НАТО и Европската унија, ние ќе го играме нивното оро. Најпрво на пописот на Република Македонија, кога премиер беше Никола Груевски, зошто не се кажа пред јавноста, туку се скри тој попис дека албанското малцинство во целата држава го нема нити 9%, а да не зборуваме 20 или 25 према лажната изјава што ја дадоа во 90-тите години во Обединетите нации со помош на странски разузнавачки служби, иако истото беше и со конфликтот во 2001 година, кога терористите на УЧК со албанската мафија бара така наречени човекови национални права, иако тие имаат дури и нивни универзитети на албански јазик, двојазично се поставени табли по улиците и уште што ли не. Но со помош на американските генерали тогаш во пензија во 2001 година, нивната цел беше за продавање на органи од убиените, од мртвите. Непочитувањето на македонските национални државни символи, а подкопување на заедништвото, односно доведување до дестабилизација на самата држава, како што после кинењето и запалувањето на македонското знаме, како што спомнав претходно, албанските интелектуалци се бунат што владата на Република Македонија застанува на своето околу законот на јазиците. Најпрво, како што изјави професорката Груевска, македонците во Македонија не се етничка заедница, како што се малцинствата во неа. Македонците се државотворен народ. Охридскиот или рамковниот договор во 2001 година, кој во присуство и со подпис на тогашната влада на Република Македонија, кога беше премиер Љупчо Ѓоргиевски, советник Никола Груевски, Борис Трајковски, председател на државата, и тогашниот опозицијски лидер Бранко Црвенковски со другите двајца лидери од албанската припадност, го подпиша и целосно имплементира во кој пишува: граѓаните од другите етнички припадности, каде што повеќе од 20% во нивните места може да се служат со нивниот мајчин јазик. Но овие во случајов албанското малцинство ги премина сите граници. Преку лебот грабна преголема погача, би рекла. Ако некој од нив мисла дека Македонија е раздорот на јаболкото, во случајов Албанија, Бугарија и Грција, оставајќи ги сега Европската унија и длабоката држава, мислам дека помина тоа време на илузија. Грешката отпочна кога во времето на владата на Никола Груевски го поставија за министер за одбрана терористот од албанската УЧК Талат Џафери, токму тој кој уби доста македонски полицајци, уби многу македонски полицајци и војници. Во тоа време тајно им беше ветено од страна на владата на албанските партии, односно на Дуи и Али Ахмети, дека ќе се примени двојазичност и дека на палетите на полицајците, полицајската униформа и на војничката ќе биде напишано и на македонски и на албански, што е надвор од тој така наречен Охридски договор. А мислењето на Венецијанската комисија како соодветно тело на Советот на Европа мора да се почитува ако сакаме да влеземе во таа Европска унија, што по моје мислење нема никогаш и да биде за да влеземе, зашто во брзо време ќе се распадне таа така наречена демократска Европска унија, односно фашистичка Европска унија. За ваша информација, веќе и Германија и Франција сака да одат во БРИКС, каде што се Русија, Кина, Бразил, Иран, Индија и така натаму. И уште нешто што е важно. Не може јазик што не го разбираат во државата 75 или 80% од населението да биде на исто рамниште со македонскиот јазик. На крај ќе завршам. Ако знаеме дека животот не е прав пат, некогаш ќе биде во јадење на леп и сол, некогаш во проблеми и така натаму. Но затоа пак да го додадам следното. Да не се додава масло во огнот
кој некој го запалил, туку тури му вода за да го изгасниш, така вели старата народна поговорка. А ова што се појавуваат и провоцираат некои си во случајов од албанското малцинство, јас едно би рекла, тоа не го прават за доброто на нивните албански граѓани, туку за свој профит. На албанското население им прават само голема штета. Не е повеќе оној македонски народ од 2001 година кој мислеше по мирен пат ќе заврши секој еден инцидент и слично, очекувајќи дека така наречената демократска Европска унија и НАТО ќе застанат на патот на правдата, што за жал не е така. Сега македонскиот народ, иако сака соживот, зашто поради сувото дрво ќе страда и суровото, но што е доста, доста е, вели секој еден речиси македонски народ, односно македонец во ова наша Македонија. Спремен е на се, да се биде или не, а дефинитивно ќе биде, зашто Трамп ќе почне да ги повлекува НАТО војниците, ќе има ново прекројување на светот, Косово ќе си биде повторно српско, Македонија е можно да биде цела, зашто спасителот на светот Владимир Путин ќе си го брани својот народ и својот род. А јас ќе завршам со една честитка по повод денешниот празник, каде амбасадата на Руската Федерација во Македонија упати честитка по повод денешниот празник Свети Климент Охридски, напишано и на македонски и на руски јазик. Меѓу другото пишува: на братскиот македонски народ му го честитаме државниот празник, денот на Свети Климент Охридски, големиот просветител, првиот словенски епископ, еден од основоположниците на кирилското писмо, кој ги поврзува современиот руски и македонски јазик, се вели во честитката. А од името на редакцијата, а верувам и од целиот наш македонски народ, благодарност до самиот амбасадор, односно до амбасадата на Руската Федерација во Македонија. И нека ни е честито. Ова земја убава, себе дадовме на наши стари од ништа куќи изградивте и тоа не е се што ни седовте. Наши мајки, браќа и сестри црно завивте, ја расплакавте цела битола, ја зацрнивте Македонија. Дошмани цветови да Бог да се сотрете, дојде време, дојде час за вас да ја решиме. Со години се спремате, пушки земавте, на овој мирен древен народ го нанесовте. Вие добро знаете што направивте, многу брзо наше добро заборавивте. И со пушки клети да сте, на нас тргнавте, наши мајки, браќа и сестри црно завивте. Вие добро знаете што направивте, ова света родна земја ја испоганивте. Ако треба се доеден, живот даваме, Македонијо земјо мила ќе те браниме. А смело велам, не се даваме, ова земја убава ќе ја браниме. А Господ златен гледа се, ќе ви врати се, што на моите другари живот седовте. И тоа не е се што ни седовте, наши мајки, браќа и сестри црно завивте, ја расплакавте цела битола, ја зацрнивте Македонија. Дошмани цветови да Бог да се сотрете, дојде време, дојде час за вас да ја решиме. Со години се спремате, пушки земавте, на овој мирен древен народ го нанесовте. Вие добро знаете што направивте, многу брзо наше добро заборавивте. И со пушки клети да сте, на нас тргнавте, наши мајки, браќа и сестри црно завивте. Вие добро знаете што направивте,
ова света родна земја ја испогарихте. Ако треба се доедем, живот даваме. Македонија земјо мила ќе те браниме. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Во продолжение да чуеме како се прославуваше денешниот наш македонски национален и религиозен празник Свети Климент Охридски. Македонија денеска очествува Свети Климент Охридски, црквата со литургија и државата со свечена академија. Во живо за чествувањето на празникот Габриела Лескова како помина. За многу години, Маријани, добар ден. Македонија денеска го прославува Свети Климент Охридски. Чествувањето на државниот празник започна овде утринава во соборниот храм, каде што се одржа литургија. Денеска беа присутни голем број на граѓани. А во своите говори владиките порачаа да се негува делото на Свети Климент Охридски. Каква беше атмосферата утрината за пораките на владиката, меѓутоа и што за граѓаните представува Свети Климент Охридски, слушаме во продолжение. Со своите делувања помеѓу својот народ, со право можеме да кажеме дека тој е најзначајната личност во целокупната наша историја. Тој е наш закрилник пред Бога и неизбришливо е вграден дел од нашиот идентитет како народ. Денес, нажалост, сме сведоци дека злото не само во државата, туку и глобално се умножило во големи размери. Затоа треба да бегаме од злото и лошите дела, а да правиме добро и добри дела, за и ние и целата наша татковина стане подобро и по-просперитетно место за живење, држава во која со согласно со Свети Климентовите пораки и идеали ќе владее правото, традиционалните морални вредности, хуманоста и солидарноста како плодови на нашите добри дела. Живи, здрави сите. Денес треба сите да се радуваме и веселиме за што голема е награда на небесата. Овој ден нашиот Господ го создав да се радуваме. Без црквата нашиот живот е бесмислен. Без Бога се е ништо. Бог е се и усе и тој прави Божја тајна со секој човек од светот. Секој што го создал Бог, го дал почеток и крај. Тој бил како мисионер, одел за словенската азбука
и во тоа му помагал исто така неговиот ученик Наум Охридски. Тој е како просветител на Македонија, не само на Македонија, на целиот наш регион овде, на сите Словени што имаме иста азбука. Свети Климент Охридски е, како што рече и свештеникот, столбот на македонската православна црква и можеби на македонската култура. Не можеби, со сигурност. Свети Климент е просветител на целиот македонски и словенски народ. Габи, освен црковните има и државни чествувања. Денеска беше доделувањето на државната награда. Кои се добитниците? Така, Маријан, државната награда Свети Климент Охридски е признание за најистакнатите за нивното долгогодишно посветение во образованието, културата, уметноста. Денеска во законодавниот дом беа доделени наградите. Универзитетската професорка Маја Бојаджиевска е добитник на наградата во областа на образованието, во областа на културата и уметноста. Годинава се наградени писателот Милован Стефановски, сликарот Мирослав Масин и актерот Рефет Абази. Во продолжение да погледнеме дел од атмосферата во законодавниот дом. Благородниот Климент, епископ, но и едукатор, ги обединува и религиозните, но и секуларните вредности. Тие отрајуваат до денешен ден и со своите историски, лингвистички, културни и педагошки значења и вредности и такви, без друго ќе траат и во иднина. Луѓето од културата, од уметноста, од образованието и од воспитанието, чии личности и дела денес ги чествуваме, со ова највисока државна награда се најдобрите гаранти за тоа заедничко напредување во и на нашата држава и култура. Габи, денеска имаше и честитки од државниот врв. Кои пораки ги испратија премиерот, председателот на државата и председателот на собранието? Така, Маријан, како што напомена и ти, целиот државен врв, меѓутоа и многу функционери и политички партии упатија честитки по повод денешниот ден. Председателката на државата Гордана Сијановска Давкова порача да не чекаме да дојде некој нов Свети Климент Охридски, бидејќи овој просветител го носиме во секој од нас. Меѓутоа исто така им порача на лидерите и на сите оние кои што имаат високи позиции во македонската политика да има возможност на сегашните, меѓутоа идни генерации да се квалификуваат и да успеат практично во Македонија со своите знаења, квалитети и вештини, а да не чекаат тоа да се случи со врски како и партиски книшки. Што друго порачаа политичките лидери во земјава, да погледнеме од прилогот кој што следува. Денешниот празник е повод и да се сетиме дека не треба да чекаме да дојде некој нов Свети Климент, бидејќи тој живее во нас. Треба да го разбудиме Свети Климентовото во секој од нас, порача председателката Гордана Сијановска Давкова по повод Свети Климент Охридски. Дополнително во нејзината честитка се истакнува да им се помогне на сегашните идни генерации да напредуваат и да успеваат само со своите знаења, вештини и квалитети, а не со врски, книшки и протекции. И премиерот Мицкоски оддаде почит за големото духовно просветителско дело на Свети Климент Охридски. Денес, кога се соочуваме со бројни предизвици, потребно е да го следиме неговото дело, кога со сплотеност и единство ги надминуваше и најсилните пречки. Свети Климент стана заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет, насочувајќи го кон идното време, порача премиерот. Честитка за големиот празник упати и лидерот на СДСМ Венко Филипче. Ние ја продолживме Свети Климентовата мисија и денес македонскиот јазик е на рамноправно рамниште со јазиците на земјите членки на ЕУ во НАТО и во Обединетите нации. На секое време има потреба од идејност и решителност и правецот за сите се прогресот и заедништвото, напише опозицијскиот лидер на социјалните мрежи. Собранискиот спикер Гаши порача дека толкувањата на Свети Климент, гладен да нахраниш, жеден да напоиш, патник да прибереш и гол да облечеш, честна презвитери да направиш и денес длабоко се врежани во секој наш ден постапка и стремеж да чиниме добрина. На овој голем празник да се навратиме на суштината на темелите на човештвото и да ја шириме добрината, обединато да чекориме кон вредностите за кои беседал Свети Климент, напиша Гаши на Фейсбук. Честитки за чествувањето на Свети Климент стигнуваат и од други политички партии и функционери. Габриела Лескова, Сител телевизија. Охрид го слави патронот на градот Свети Климент Охридски. Со низа настани, активности и свечена академија на која беа врачени највисоките општински признанија се одбележува овој ден.
Градоначалникот Кирил Пецаков истакна дека Свети Климент Охридски е нашиот заштитник, светител и првоучител, чија дејност и мисла лежи во темелите на постоењето на културната доблест на македонскиот народ. И по повеќе од 11 века делото, мислите и поуките на нашиот светител имаат ист сјај кој ни го осветлува патот кон иднината, а тоа е безпрекорното морално однесување, крајна човечка доследност, издржливост и исполнителност и безпоговорна чистота на замислата и творбата. Свети Климент е првиот словенски епископ, создавач на кирилицата и основач на првиот словенски универзитет во Охрид, во кој обучил 3500 ученици да ја шират верата и просветата. Заедно со Свети Наум ги основале првите словенски манастири како културни и животни центри. Наградата за животно дело оваа година ја доби професорот Павле Митрески, кој се уште е буден чувар на богатата општествено-политичка и културна историја на Охрид и Македонија. Јас посебно во година се радувам што сме ми добити високата награда. Заслуживе еден овој век, векови што помина, доста сум напишал околу 15 книжи, меѓу кои јас сам ќе ги спомнам најнови во историјата на непознаници, испитувајќи ги документите низ архивите на Југославија, некогаш и пошироко. Добитници на повелбата патронот на градот Свети Климент Охридски се клубот за подводни дејности Охрид и културолошката иницијатива 5 до 12. Представува голема мотивација, инспирација, но секако и одговорност да го правиме она што сме го правеле до сега, бидејќи оваа наша приказна започна уште од средношколските денови пред 11 години, кога 5 соученици средношколци одлучивме дека сакаме да креираме нешто наше, некоја уметност, а при тоа и да помагаме некако и да придонесеме во градот Охрид. На одбележувањето на 8 декември беа врачени награди на најдобрите поетски творби на општинскиот награден ученички литературен конкурс по повод патронот на Охрид. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Светите браќа Солунски, Кирил и Методија, сон крепеното море, свето писмо со стадора. Климент на Охридски, народот свој го просветија, во Охрид кај води езерски, во прво школа македонско. Мајко страдалице, своје кови трне газена. Со мудроста на Климента, со кралјоса Илова, роски бранки и си киндела. Македонија, мајко страдалице, своје кови трне газена.
Domino, Majko stradalnice, smo vekovi krljega zela. Smo mudrost stvarna Klimenta, smo kralom Samoilova, ruski dragi ti si Kimela. Makedonija, majko stradalnice, smo vekovi krljega zela. Smo mudrost stvarna Klimenta, smo kralom Samoilova, ruski dragi ti si Kimela. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашите очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на subscribe. Посакувајќи ви пријатна седмица, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ. Thank you.